Лебот сигурно се движи кон нови повисоки цени кои можат да бидат и за 10% поголеми од сегашните. Пекарите се соочуваат со огромно високи сметки кои им ја креваат цената на крајните производи, велат од мелничко-пекарската индустрија. Владата вети дека ќе најде решение за мелничко-пекарската индустрија и најверојатно и другите прехранбени индустрии за широка потрошувачка, дека ќе на изнаден начин да ги стави во некој регулиран пазар на електрична енергија со пониска цена на струја, така што ќе се задржи нивото на цените до исполнување на тарифа. Иако поевтина тарифа во овој сектор досега требаше да има, до овој момент владата за пекарите тоа не го овозможи, што сигурно води кон нов удар на граѓанскиот стандард. Ние не можеме да издржиме, решени нерешени, цената на електричната енергија е многу голема. Ако не го направи тоа владата, ние тоа неминовно дека ќе се смара цена. За граѓаните нови цени за лебот не се изненадување. Јас не очекувам, ама ако решат, ќе трпиме така, ќе земеме 1 леп и цел ден ќе јадеме. 5 души со 1 леп ќе јадеме. Па се зголебува, шо знам, во цел свет се скапо, поскапо, очекуваме се. Секој ден викат скапо. Па добро, мора да се скрати на нешто, не мора банани да јадеме и кашкавали тоа. Шо е право. Би требало да се намали на лебот, а лебот секојдневно што се купува и користи, а другите производи може да се намали малку од сирење, кашкавал, од тие може, а леб секојдневно што се купува. Во меѓувреме, владата за речиси 5 милиони евра набавува пченица од увоз за државни резерви со цел да обезбеди брашно, за што во неколку фирми договорите се веќе склучени.